Почитуван амбасадор Агир, драг колега Насар, Ваши екселенции, почитувани новоизбрани градоначалници, честитки на изборот и желби за успешен мандат пред се во интерес на нашите граѓани. Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Чест ми е што сме денес тука по повод ова толку суштинска кампања за зелениот договор, бидејќи ова е едно од оние прашања околу кои мораме политички да се надраснеме и да действуваме заедно. Како што посочи амбасадорот Гир, ни истекува времето. Климатските промени се реалност и проблемот е брзината со која се одвиваат. Има една изрека, вели, ние не ја наследуваме планетата од нашите предци, туку ја позајмуваме од нашите потомци. Ние веќе ги чувствуваме последиците, сведоци сме на природни катастрофи, со тешки последици кои ја зафатија и нашата земја, која е ранлива на климатски промени. Мислам дека сме првата генерација што сериозно се соочува со последиците од климатските промени, но веројатно и последната генерација што може нешто да направи за да промени и да остави достојна планета за живот на генерациите што следат. Поплавите и пожарите кои ја зафатија земјата и воопшто регионот се едни од последиците на климатските промени, што дотолку повеќе истакнуваат важноста и итноста на оваа така важна кауза. Климатските промени и нивните последици не познаваат граници, не познаваат статус на членство или на земји кандидати за членство, налагаат заедничка акција и солидарност. Со тоа се потврдува аргументот дека процесот на проширување е всушност процес на комплетирање на Европа и зошто европеизацијата е толку важна и потребна и но и на земјите кандидатки, туку и на самата Европска Унија. Ниту ЕУ, ниту ние нема да можеме да се справиме со ова прашање, доколку тука, во нашата Македонија, во Северна Македонија и регионот, не ги постигнеме европските стандарди за заштита на животната средина. Зелениот договор е израз на капацитетот на Европската Унија како глобален актер да преземе одговорност, да предводи и да биде сила која влече за добро и за позитивни промени. Додека пак зелената агенда за Западниот Балкан е израз на нашето стратешко партнерство, генерално, но и конкретно во борбата против климатските промени и потврда дека Унијата е нашиот најголем донатор и најголем поддржувач. Тоа е сеопфатен прогресивен план за борба против климатските промени, воспоставувајќи заеднички цели и акции во согласност со основното човеково право на здрава животна средина, на чист воздух и вода и живот во хармонија со природата. Да ја направиме Европа првиот климатски неутрален континент до 2050 година е наша заедничка цел која бара итни и координирани активности на ниво на Европската Унија, на ниво на регионот. Тоа ќе го постигнеме преку ефективно и навремено спроведување на зелената агенда за Западен Балкан. Европскиот зелен договор создава современи, ефикасни ресурси и конкурентна економија. Исто така, дава можности за иновации, инвестиции и нови зелени работни места, намалувајќи ги социјалните и економските ефекти од транзицијата во контекст на климатските промени. Во рамки на европските интеграции на земјата и регионот, Зелената агенда за Западен Балкан е план за економска и социјална трансформација заедно со унапредување на животната средина. Подпишувањето на декларацијата од Софија за Зелената агенда за Западен Балкан во ноември минатата година е израз на силна политичка волја и посветеност, но и обврска да преземеме и да спровеземе реформи во 5 клучни столбови: декарбонизација, циркуларна економија, справување со загадувањето, одржливо земјоделство и храна и заштита на биолошката разновидност и екосистемите. Ова се области во кои целиот регион има доста работа на патот кон Европската Унија, па така најголем дел од препораките од извештајот на Комисијата
за 2021 година за Северна Македонија, поделено по кластери, се нотирани токму во кластерот 4, зелена агенда и одржлива поврзаност. Политиките во оваа област се едни од најважните за квалитетот на животот на сите граѓани и треба да бидат приоритет во процесот за носење на европските стандарди дома, па затоа во агенда Европа дома ја препознаваме важноста на животната средина како клучна област издигната на ниво на првиот кластер темели. Свесни сме дека процесот на зелена транзиција е голем предизвик, но уверен сум дека и најдолгиот пат започнува со првиот чекор. Така, имаме преземено иницијални чекори, заедно со активности за реализација на преземените мерки за исполнување на акцијскиот план во врска со зелената агенда за сите 5 столбови, кои ќе служат како одредници за натамошно действување, но и поттик дека сето ова може да биде реалност. Во рамките на столбот за декарбонизација, циркуларна економија и намалување на загадувањето, годинава беа усвоени неколку клучни документи за кои во наредниот период потребно е да се обезбедат финансии, да се обидеме сите заедно како политичка потдршка на национално и на локално ниво за да се остварат зацртаните цели. Поддршката за зелената транзиција ја очекуваме од Европската Унија како стратешки партнер, од земјите членки на Европската Унија кои веќе имаат богато искуство во овие процеси. Во таа насока пристапивме кон иницијативата на Европската комисија за размена на искуства за региони најаглен во транзиција и очекуваме дека искуствата за праведна транзиција од земјите членки и нам ќе не бидат одличен водич. Спроведувањето на зелената агенда е во директна врска со процесот на европска интеграција, односно со усогласување и спроведување на транспонираното ЕУ законодавство за животна средина, климатски промени, транспорт и енергетика. Успехот ќе биде двоен за Европската Унија и за регионот. Но уште поважно е што овие прашања директно влијаат врз нашето здравје и врз квалитетот на нашиот живот. Без разлика кои сме и во што веруваме или за што се залагаме, сите го дишаме истиот воздух. Да го замислиме како маратон што треба да го изминеме со брзина на спринт трка, во кој што никој од нас засебно нема да биде победник, додека сите заедно не стигнеме до крајната линија. И благодарам.